еден убав настан. Можеби за прв пат се случува во нашиот град да се маскираат нашите домашни милиничиња, меѓутоа да се дружат со кучињата од лајка. Да, ние сакавме да го искористиме 1 април, да внесеме малку забава во вдомувањето и да направиме да кажеме, една средба со љубителите и пријателите на лајка и со сите оние кои што вдомиле кучиња од нас. Од забавен карактер, меѓутоа истовремено и еден промотивен, да ги представиме нашите кучиња кои што се отворени и слободни за вдомување. 2 април, школка? Да, во недела, да. Ке има ли можеби награди за најдобра маска? Да, сакавме да ги стимулираме што повеќе луѓе да учествуваат и ќе има интересни награди, тоа се горе-доле символични награди. Значи, ќе има многу пакетчиња со храна, со грицки, ќе има најдобрите 3 маскирани кучиња ќе добијат пакет груминг, ќе добијат торта кучешка, ќе добијат понатаму прво наградени, ќе добијат заштитни кајфчиња за против паразити надворешни и ќе добијат сет груминг четки. Значи има многу награди, вреќа храна и така натаму. Символични се, како што реков, повеќе целта е да има движење, да се дружиме и да се забавуваме кроз еден, да добие и забавен и корисен карактер. Така, 1 април ќе го ставиме секако за најмладите, меѓутоа на 2, освен кучињата, треба и собствениците да бидат маскирани? Ако сака некој, да, нема да го вратиме, ако дојде ни маскирани, не маскирани. Не мора, не сакаме никого да одвратиме ако не е во можност да се маскира, меѓутоа добредојдени се сите. Оние со маски ќе учествуваат во наградната игра, едноставно, така, да и кучињата да се подружат. Целта ни е да ги прикажеме оние кучиња кои што се малку застојани кај нас, по долго време, кои што веќе не може да бидат вратени на локација, кои што се кај нас по разни пријави за каснување, меѓутоа го поминале тестот за социјализација и тие можат слободно да бидат некаков милен, нечи миленик. Така што ќе направиме една прошетка низ парк, нашите кучиња ќе ги маскираме и сите оние кои што ќе сакаат да ни се придружат на настанот маскирани, нели, се добре дојдени. Собствениците и не мора, за нив немаме награди, меѓутоа за кучињата да. Кога сме веќе тука да го искористиме присуството и за уште неколку прашања. Повелете. Социјализација на кучињата и вие споминавте, секојдневно се шетаат на кеот на Вардар, токму поради социјализацијата. Да, нам ни е битно кучињата овде каде не создаваат фрустрации, затоа што сепак затворено куче мора да се внимава, нели, имаме едно 50 кучиња кои што се трајно во стационарот. Ја поминале програмата, меѓутоа одредени тоа се по незгодни раси, големи раси, шарпланинци, од овие раси кои што да кажеме поретко, потешко се вдомуваат и на улица има ги следи некаква стигма, да кажеме, како стафорди, питбули, не ги враќаме. А и опасно е, затоа што најчесто луѓе ги зимаат и ги злоупотребуваат понатаму за борби, ако тоа се совршени миленици, добри, нежни кучиња, да кажеме, меѓутоа ете за жал ги користат за други намени и тие се кај нас стационирани по долго време веќе. И воведовме една пракса оваа година, затоа што сме блиску до реката Вардар, ги изнесуваме надвор во неколку турнуси, во неколку наврати, да се прошетаат на долги прошетки и да влезат во Вардар и така. И тоа е многу интересно, сметам дека многу правиме за нив. И вистина се чувствува дека и карактерот им се поменува и дека се посрекни, позадоволни, посмирени, поспремни да влезат во нечи дом, немаат анксиозност, немаат вознемиреност, можат полесно да одат на поводник и така. Ете затоа што им се дава и таа грижа плюс. Оно што мене беше навистина многу интересно е тоа што ние може да се одбереме куче и да бидеме негов виртуелен собственик, а и да донираме храна за него. Па видите, со се што правиме, ние сакаме прво и да си помогнеме на нас, да си олесниме во цела оваа приказна, со ресурси, нели? А дополнително на тоа што сакаме, се што правиме за да се вдомат кучињата и да го промовираме вдомувањето наспроти купувањето. Така што ја направивме оваа акција, разгледајте го нашиот каталог на кучиња кои што ги имаме по долго време овдека и оно што сака да ја помогне на лајка и на одредено куче, ако му е драго, сладко или некаква причина го познава, било малски миленик, па
направило некоја белја и мора да биде стационирано сега, може слободно, нели, да му стане виртуелен спонзор и да донира храна или што било друго дека смета, дека на куќата му е потребно. Да, куќиња се вдомуваат секојдневно, постојано објавувате на социјалните медиуми, меѓутоа кога ќе го вдомиме куќата од лајка, треба да бидеме и одговорни сопственици. Точно. И Скопје и пошироко Македонија малку мака мачи со одговорното сопствеништво, затоа имаме толку куќиња на улица, затоа што од куќињата се создаваат легла, се напуштаат и леглата и куќињата после тоа. И го имаме, се продолбочува проблемот се повеќе и повеќе. Едукативно влијаеме на тоа дека миленикот еднаш за секогаш член на семејство, дека треба, затоа и ги имаме тој протокол на вдомување кој што се состои од повеќе средби, да бидеме сигурни дека тој што го вдомува куќето да е запознаен со обврските и дека вистински ќе може да се соочи со тој предизвик, дека нема да се предомисли после 10 дена кога ќе го издомрзи да излезе са бајле да шета. Значи, вистина е тоа дека неодговорното сопствеништво е присутно и дека е голем проблем во нашата држава. Ова е еден убав примерок тука под нас за куќе кое што е веќе социјализирано. Да. И одлично се вклопува. Да. Колку време е дел од лајка? Подолго време. Таја е тука уште и од стационарот Вардариште, кога беше под комунална хигиена пред лајка да се формира како засебно јавно предпријатие. И пресладка е, така што и Коленце е на вдомување, иако има машко име, Коленце е девојче. Коле, сврти се да те видат, Мил? Да, навистина. Коле и ете ни куќе. Куќе, така што јас ви благодарам, сакам за овој простор во вашата емисија и сакам да ги поканам сите граѓани да дојдат, да ни се придружат, да ги видат куќињата во лајка, затоа што бездомно куќе заслужува дом. Да го помогнеме комуналниот проблем, да вдомиме куќе, затоа што секое куќе од улица копне е да припаѓа некому. И уште да го споменеме, можеби најбитниот момент во целата оваа ситуација е заловување на бездомните куќиња во сите општини во Скопје. Ве гледаме постојано на терен, меѓутоа гледаме за жал и бездомни куќиња многу. Значи, засилено има нови и нови. И сите сме сведоци дека некако, може би општините кои што немаат програма, мислам, ова е, сварно сите сме склони да поверуваме дека вистински тоа се случува во некои ноќни ситни часови, си го префрлаат проблемот и си стовараат куќиња, затоа што куќињата што нагло се појавуваат една територија не се скопски. Толкав прилив не може да има, затоа што лајка во континуитет работи 2 години веќе. Има постојано нови, Скопје буквално под напад на истурање на куќиња нови од некаде и ние сме постојано на терен, решивме малку стратешки да работиме на одредени територии, тоа значи да бидеме подолго време присутни тука, не само по налози, не само случајно во поминување некакво рутинско. Центар веќе помина, моментално поминува, аеродром помина, следната недела се Газибаба и Кисела вода ќе направиме, затоа што имаме 2 тима, па ќе ги пуштиме на одредени локации кои што исто така ќе бидат објавени, локации кои што се предсегоречки, посочени од општините и ги покануваме повторно граѓаните да ни пријават било секое куќе кој што ќе го видат дека е проблематично или дека не е обележено, тоест не го поминало третманот, не е ојаловено. Благодарам на денешното одвоено време. Се гледаме на 2 април на школка и се надавам дека е убава покана до сите наши гледачи да се маскираат тие нивните куќиња, да се дружат заедно со куќињата лајка. Сите маскирани на 2 април, да.